Продолжуваме натаму на една убава тема. Нова книга. Бела сама. Нејзиниот автор е Виолета Танчева-Златева. Тани и овде во студиото на Телма ви реков дека ќе зборуваме за книги на македонски автори, но и на некои што треба да се преведуваат нели на македонски, но можеби тоа во друга прилика со некои од другите луѓе од Книжарници 3. Овој пат со Виолета Танчева-Златева, таа е лектор уредник во Книжарници 3. Здраво, живо, добро ни дојдовте. Ви благодарам за присуството. Пред промоција, пред официјалната промоција на романот Бела сама, овој пат ќе направиме промоција во ова издание на Утринска на Телма. Кога станува збор за човек кој што е лектор уредник, нели уредува разни работи, да речеме, во Книжарници 3, колку имате време или колку имате инспирација повеќе за создавање на собствените дела? Пред се благодарам за поканата. Мило ми е што еве и вака предпромотивно можеме малку да зборуваме за романот Бела сама. Уредничката, лекторската работа подразбира допир со текстови од најразличен вид. Ние во Издавачки центар 3 издаваме пред се трудиме да биде квалитетни книги, квалитетен избор правиме од светската продукција, од белетристика, психологија, книги за самопомош и така натаму. Неминовно е, ми се чини, да има некакво влијание од сето она што се чита. Меѓутоа, за да биде еден писател свој и автентичен, мора малку да се ослободи од тоа влијание или да се тргне. Среќа е тоа што, еве, јас веќе имам доволно години, доволно книги зад себе, си имам изградено некој свој стил, па сето тоа мислам дека не ми влие. Не ми влие? Не. Да. Како се создаваше Бела сама? Бела сама има интересна историја. Почна со еден неврзан разговор со син ми Стефан за едно девојче Бела. Тој е, мислам, главниот виновник во наводници за овој роман. Меѓутоа, не го замислувавме така, не ја замислувавме така ни Бела. После тој разговор тоа ми остана во мене тоа девојче, таа Бела самакоска, која останува сама за жал. И постојано некако ми се вртеше во глава низината приказна. А што се случило? Што ви раскажа Стефан? Всушност тоа беше само една епизода како од снегот и побелува косата, нешто фантазија. Беше некаква фантазија. Меѓутоа, главните точки од незиниот живот убаво си ги конципиравме и неколку пати потоа си разговаравме за Бела. Не можев да се ослободам од тој лик, растеше во мене, некако си го размислував, а самото пишување беше многу брзо и за жал секогаш растргнати меѓу сите други работи, професионални, и лични. Не ми остануваше многу време, искрено да пишувам, и на крај рокот ме притисна, морав да седнам и да го завршам. Сето тоа претходно беше некако раскажувања, раскази. Требаше да ги соберам, да ги сплотам, па голем дел од тоа отпадна, па друго се допиша и на крај еве излезе во оваа верзија. Да, како тоа авторот ја замислува? Тоа е многу интересен процес. Јас кога бев помала, кога се напојував со литература како дете, многу читав, секогаш ми било тоа интересно, особено интервјуа на автори кога слушав, читав, дека книгите нас не бираат или ликовите нас не избираат, дека тие растат во себе. Тоа ми беше незамисливо сега. Како е можно тоа да расте ликот? Меѓутоа, тоа е исто како некој реален човек од животот, што го познаваме и му ги знаеме околностите животни и така. Тој лик, кога ќе си го замислите, сакале или не икеле, стои во вас, во подсвеста. И некако самиот расте, како самиот да си ја смислува приказната. Ние сме тука само да му дадеме некои насоки, некои граници и нормално сето тоа да го запишеме. Зашто велите дека имаше еден дел, па потоа нешто се извиша? Пиши бриши ја создавањето романи? Пиши бриши ја, да. Јас дури во елементи списанието пуштив еден дел, ми бараше уредникот Саша Огненовски од романот во ракопис. Пуштив еден така поголем дел од романот кој на крај отпадна, воопшто не влезе. И потоа се шегувавме со него дека еве тој е прв што објавил од следниот роман нешто. Како е можно?
не се вклопува едноставно понатаму. Затоа што јас можев и тоа да го ставам, меѓутоа многу ќе се расшири приказната. А не сакам да биде преголемо нешто, сакам да биде концентрирано на главната приказна, значи во функција на главната приказна. Се што е од повеќе, некако го одвлекува вниманието, дејството и не се вклопува. Едноставно, меѓутоа не треба да ни биде жал за се што ќе се отфрли, затоа што е во интерес на квалитетот на делото на крајот на краиштата. Кога се вели стоп, крај, тука е точката? Никогаш не може човек да каже стоп. Секогаш мислиме дека има уште нешто да се каже или уште нешто да се прочисти, ама кога има рок мора да се каже еден ден стоп. А како ви викаат во издавачки центар? Кога например треба, да речеме вие велите јас имам роман, го пишувам, така? И кога е дедлайн, кога е последниот? Колку време има автор? Во случајов па има да речем 1 година. Меѓутоа во случајов бидејќи доби поддршка од Министерството за култура, крајниот рок беше ноември да се предадат сите што се поддржани од Министерството за култура. Инаку роковите мислам дека се секогаш разумни, само што треба човек да си се организира, времето да си го нагоди така да му оди во интерес на работата што ја работи. Да. Само загатнавме, но еве да кажеме повеќе за гледачите, не да раскажуваме, но да кажеме кој најмногу би се нашол во овој роман? За каков тип на читатели е? Од оние критики што досега ги слушнав, разговори на мои пријатели познати што го прочитале романот, вака се движат ориентационо овие искажувања. Пред се е женски роман. Добро. Раскажувањето го вршат 3 женски лика. Значи една повозрасна, една малку помлада и девојчето. Меѓутоа тука Лидија Димковска во Кусиот осврт што е објавен на задната корица напиша дека тоа е роман за растењето. Меѓутоа низ тоа растење всушност се гледаат многу односи, други односи. Единката со општеството, семејните односи, мајка, ќерка, мајка, баба, тетка, маж, жена, понатаму како сме ние прифатени во општеството. Меѓутоа, главниот лик Бела Сама, таа всушност го држи дејството, затоа што и кога мајка и раскажува за неа, за незиното растење, за незиното детство, за незиниот татко. И кога Бела раскажува за тоа како се соочува со булинг во училиштето, затоа што е нова, дојдена од град во село, па како таму ја гледаат децата. Потоа незините односи со тетинот особено се многу тегобни, затоа што тој посегнува по неа, сака на некој начин да ја искористи. Значи, мислам дека е еден повеќе слоен роман. Не можеме само да кажеме дека е женско писмо или дека е само роман за растењето. Стефан, вашиот син, го споминавте, тој некако е, да речеме, оној, како велите, сама виновникот или оној кој што ви го даде ликот, главниот лик, некако го принесе. Колку тој учествуваше потоа или кој е последниот, кој е првиот, а кој е последниот читач пред да кажете ова е толку, сега морам да го дадам на печатање. Стефан може би ми беше цело време поттик прашувајќи ме докаде си, а ова го напиша, а ова што го зборувавме го напиша. А се разговара по дома и за ликот? Ликот го оживувате на тој начин, така? Да, се разговара, да. Значи, ве гледам ручата и... Да. А тоа го напиша до кај си кога ќе биде. Стефан, од него има објавено внатре една интересна графика што се вика поле, тоа го искористив од него при анализа на дело, бидејќи мајка ја учи на Бела како да анализира едно ликовно дело, подготвувајќи ја за средно уметничко училиште. Што сакам во тој поглед да кажам. Па не знам што беше муабетот околу напишаното или кажаното. Што е она што го има од Стефан овде? Од Стефан, значи, ја има графиката поле. Неизоставно беше да го спомнам и него во посветата, дека му ја посветувам книгата, исто така и на мојата ќерка Јована, која е малку поинаков карактер, малку побунтовно ме потсетува на мене кога бев помала и секој ден ме учи како одново да бидам своја. Така? Да. Супер. Кога тие ја прочита? Кога прочита романот? Мислам дека го чита, некогаш се случуваше да станам од компјутер, тоа викенди особено, некаде да сготвам нешто, да појдам. Други обврски жена што ги има? Да, и ќе гледам некој седнал нешто чита.
Меѓутоа, не е тоа толкова фама околу тоа што се напишало. Јас мислам дека откако се објави книгата, тие дури и не седнаа како книга да ја прочитаат. Не знам зошто. Можеби затоа што се плашат дека ќе откријат некоја поинаква мајка или ќе откријат нешто што не го гледаат од мене секојдневно. Да. Што значи да се биде лектор, уредник? Тоа е една многу благородна професија што многу си ја сакам. Значи, во Издавачки центар 3 многу внимание обрнуваме на чистотата на јазикот, на стилот, како ќе се пренесе едно дело, да биде читливо, меѓутоа и разбирливо, меѓутоа на убав македонски јазик. Значи, мојата работа се состои пред се во тоа читање на делото, пред да оди понатаму на техничка обработка и на печат. Јас ја сваќам лекторската работа не само како коректорска, да се исправат буквени грешки, погрешна интерпункција и така натаму. Ние како лектори имаме голема улога во прочистувањето на јазикот, особено од се посилниот англиски наплив во последните години. Значи си давам слобода да менувам дури и стилски, без да избегам од стилот на авторот, затоа што секогаш го имаме оригиналот на увид. И крајната цел ни е, не само мене како лектор, на сите во Издавачки центар 3, да имаме добар јазик. Да. Ако никогаш читавме многу повеќе на, да речеме, српско-хрватски во на време и одевме на сајми, па таму се купуваа книги, ми се чини дека дојде времето кога покажа овие издавачки центри кои што ги имаме тука во Македонија, дека имаме со што да се пофалиме, да речеме, нели? Некогаш можевме да зборуваме за тоа дали вака или онака, дали е добар препевот, дали е добар преводот, но сега мислам дека е тоа веќе надминато. Надминато е, за среќа соработуваме со добри преведувачи, препејувачи, обрнуваме внимание, значи, на книгите, не се брзаме да ги издадеме пред да бидат добро прочитани и сработени. Имаме неколку ексклузивни автори со кои соработуваме, ги издаваме нивните книги. Би ги споменала Елиф Шафак, например, Робин Шарма, Мураками, исто така кралот на трилерот, наречен ЮНЕСБЕ, значи константно ги издаваме и неговите романи. Неодамна објавивме и збирка раскази од него во истиот жанр. Сега се исто така се работат нов роман, нова збирка раскази. Имаме и многу литература за самопомош, така да ја наречам, популарна психологија, која е сепак многу посериозна отколку што некои сакаат да ја представат, да ја намалат вредноста. Затоа што, читајќи такви книги, ние не само што учиме како да станеме подобри личности, туку учиме и како полесно да излегуваме на крај со проблемите во животот, како да си помогнеме и самите себе си и на луѓето околу нас да им помогнеме. Како изгледа тоа? Еве, Милина, ја познавам, вас ве запознавам сега. Сум запознала уште некои луѓе таму кога сме доаѓале на линкови, луѓе што се, да речеме, што ги продаваат книгите, но и луѓе кои што се дел од издавачка. Како изгледа еден ден таму? Вие дебатирате за романи, дебатирате за се нешто, како? Знаеме и тоа да го правиме, особено кога е во фаза на обезбедување авторски права. Значи, тоа е процес на истражување пред да побараме, да речем, авторски права. Се истражува дали вреди, дали е добар, дали е добра, затоа што на англискиот пазар има многу книги што се прокламираат како бестселери, меѓутоа за нас тоа не се бестселери. Може би се многу продавани, тоа е исто како на лесна литература кај нас на времето што беа љубовни викенд романчиња, сега се романси љубовни и тоа се купува многу и се чита многу. Нешто имаше во базар. Да, меѓутоа ние како издавачка куќа имаме обврска и да го диктираме вкусот и да го збогатуваме вкусот на нашата читателска публика. Затоа што ќе им се понуди, тие тоа и ќе го читаат и ние сакаме да ги кренеме на едно повисоко ниво во размислувањето, во сваќањето. Така е. Каде е авторот кога станува збор за промоцијата на книгата? Имате тогаш најголема трема или веќе тремата поминала пред само? Тремата е одамна веќе помината. Се сеќавам дека имав многу трема на почетокот, например. Дури и не правев промоција на моите први книги. Заради трема? Да, од трема, од, не знам, тоа ниско самочувство, дека јас сега не вредам тоа да го правам. Меѓутоа, книгата треба да се свати како дел од авторот. Така. Тоа е моје чедо на некој начин, излегло од мене и бидејќи сакам да кажам јас нешто со тоа, сакам тоа нешто да допре до што поголем број луѓе,
кои што може да имаат корист од таа книга, бидејќи од секоја книга се учи нешто, се учат многу работи. Како ми рековте, 13 февруари или го сгрешив датум? 13 февруари, еден ден пред Свети Трифун и пред Свети Валентин. Во 19 за љубов и со вино. Да. Во културно-информативен центар во КИЦ, во салонот Империјал 2. Империјал 2. Тука ќе биде промоцијата, Ана Јовковска ќе биде промотор, ќе зборува за романот. И така. Да. Ке има место за многу луѓе? Може да ги поканиме сите? Па има место, да. Јас сум позитивно изненадена и благодарност до сите мои пријатели, почитувачи на моето дело, што на сите промоции што сум ги правила последните години, секогаш има многу публика и дел од публиката стои. И затоа сега, зборувајќи со одговорните таму во КИЦ, им реков, ама да си обезбедите повеќе столчења. Така што ќе има место. Да. Немате трема, а ќе има ли можност за прашања, да речеме? Дали има такво нешто? Секогаш има можност за прашања, значи, на промоциите. Тие се настани од отворен тип. Секој што сака може да праша нешто, меѓутоа обично не се прашува нешто многу на промоции, и веќе се избегнува, веќе се избегнува оној стереотипен начин на представување, промоторот чита текст, сега сето тоа оди низ разговор. Така што и на промоцијата всушност се купуваат најголем број примероци од книгите, па можеби им треба време на луѓето да ја прочитат, па да знаат што да прашаат. Па да знаат што да прашаат, така. Дали со создавањето или завршувањето, печатењето на едно дело, веќе има нешто друго во глава? Инспирација секогаш има? Не ве прашав кога творите? Тоа е наутро, навечер, кога најдам време, меѓу еден и втор ручак, така некако? Нема правила. Јас, ова ми е 6-та прозна книга, а во меѓувреме 10-тина поетски. Значи, може да напишам песна и во автобус, ако имам место да седнам во автобусот, може да напишам песна да ми светне нешто додека лекторирам нешто, меѓутоа прозата бара малку повеќе време и нема всушност време одредено кога да се пишува. Знаете како, си крадете од слободното време, значи нема слободно време, сега седам гледам филм или излегувам. Слободното време е всушност време за пишување, затоа што нема друго дополнително време. 24 часа на ден се. Така е. Виолета, многу ви благодарам за ова можност за промоција пред промоцијата. Ви благодарам. Да, ќе подсетиме, ќе не подсетите и вие да ги подсетиме гледачите на 13-ти да не изумат дека треба да дојдат во КИЦ. Ќе биде објавено и на 19, така е, медиумите. Да, дека треба да бидат таму и да видат што има ново да каже оваа Бела Сама. Ви благодарам уште еднаш за поканата. Така, ви благодарам и вас за одвоеното време. Секако зборувавме за лекторската работа, за тоа што значи да си лектор уредник, зборувавме за издавањето книги, но најмногу зборувавме за оваа Бела Сама. Не заборавајте 13 февруари во културно-информативниот центар уште едно четиво на ново на Виолета Танчева Златева.